Од кога неработните денови преку ноќ стануваат работни, прашува председателот на СОНК Јаким Неделков, објавувајќи известување од МОН, според кое деновите на одржување на изборите 24 април и 8 мај, кои беа прогласени за неработни, да се одработат други денови. Впрочем, и други учебни години завршували и биле верифицирани од страна на министерот за помалку 180 работни денови, како на пример учебната 2021-2022, истакна Неделков. Со цел да се исполни одредбата од законот со кој учебната година се остварува во 180 наставни денови, а при тоа да не се продолжи учебната година, деновите кога се одржуваат изборите ќе се надоместат со организирање на настава во следните денови. 18 мај сабота со часови од денот 24 април, како и 1 јуни сабота со часови за денот 8 мај, стои во известувањето на Министерството за образование. Министерството за образование и наука вчера информираше дека 23 април и 7 мај, односно деновите пред гласањето, ќе бидат работни за сите училишта, при што во училиштата во кои ќе се одвива изборниот процес, наставата ќе се реализира со скратени наставни часови. Потсетуваме дека наставната година за учениците од средните училишта трае до 10 јуни, додека за учениците од основните училишта до 17 јуни, додаваат од Министерството. Првпат оваа година учениците ќе имат и пролетен распуст, и тоа од 29 април до 6 мај. Поради великденските празници нема да се работи ни на 5 и 6 мај.